Следиме уште една дискусија на Радио МОВ на час посветена на образованието. Ја снимаме онлайн, впрочем како што се одвива и целиот образовен процес во последниот месец, месец и половина. Овој пат фокусот на муабет ни се матурите и сите оние проблеми кои што ќе произлезат дополнително во однос на полагањето на матурски испити, па на крајот на криштата и во однос на одржувањето на оние матурски вечери, нешто што многу силно во моментов ги засега оние кои што се матуранти. Гости во студиото на Радио МОВ, сите од дома практично, на она прописна оддалеченост од минимум 2 метри, имаме двајца говорници од Скопје и еден од Битола. Така, со нас е Марија Младиновска-Димитровска, психолог во средното училиште Таки Даскало од Битола. Имаме матурантот Благоје Насковски и имаме со нас Теодора Столевска од Младинскиот образовен форум. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од оваа дискусија, за да дадеме и ние свој придонес во тоа што ќе се случува со матурите во време кога се уште нема конкретни информации за тоа дали ќе има полагање матура, дали можеби ќе биде укината, дали истата ќе биде одложена. А идејата е целиот овој разговор е да на крајот од целиот овој процес, покрај сите тешкотии кои што се случуваат, учениците оние кои што ќе треба да се запишуваат на факултет да излезат што е можно по безбедно тиот овој процес. Многу недоумици има во моментот во однос на полагањето на матура. Ќе почнеме од Благоје. Благоје, што се случува во моментот? Што прават твоите соученици? Учат, планираат што ќе полагаат, се подготвуваат за оние испити или едноставно само чекаат да видат што ќе се случи, па потоа да размислуваат што да прават? Добро утро, прво благодарам за поканата да гостувам во оваа емисија. Па како средношколец, моментално матурант, ние средношколците денот обично можеме да го поминуваме многу по-релаксирано за разлика од секој обичен ден или во текот на школската година. За жал, нормално сите гледаме ова да избегнуваме различни ситуации во кои што ден се инволвираме во да не бидеме заразени, нормално пазиме на мерките. Во однос на училиштето немаме одржувано видео час, односно пример еве на Zoom, пример онлайн настава, но скоро секој ден добиваме различни задачи од професорите на така наречената платформа Google Classroom, односно Google училница, во кој што треба да ги исполниме задачите и да ги решиме, при тоа да им ги пратиме на професорите. Чудна ситуација за нас во прашањето дали се спремаме, еве пример за матурата. Од моја гледна точка мислам дека некои ученици се спремаат, некои не. Еве на пример јас знаев нешто да фатам, но за жал малку помалку ова, бидејќи некако полежерно го поминуваме периодот и се уште не знаеме како ќе биде решено прашањето со матурата, дали ќе се полага и дали ќе се одржува. Така да малку полежерно од секој обичен ден ако ја немаше пандемија. А ве подготвуваат на некој начин професорите за полагањето на матурските испити или се е тоа во склоп на регуларната онлайн настава, како што? Мислам дека се е во склоп на регуларната онлайн настава, при тоа што ни праќаат задачи и некако имаме со што да кажеме дека работиме и дека го изработуваме дел од преостанатиот материјал. Марија, вие сте психолог и имавте една интересна колумна конкретно посветена на онлайн наставата за тие психолошки последици од сите овие случувања врз учениците. Ако зборуваме за матурантите, колкав е психолошкиот притисок во моментот врз матурантите, со оглед на тоа што ова е завршна година и ова е година во која што од која што можеби ќе зависи нивната професија, изборот на нивниот факултет и што тие ќе прават во иднина? Токму така, значи, целата оваа новонастаната ситуација и тоа како сите не погоди. Меѓутоа, мислам дека во овој момент едни од најпогодените се токму матурантите, затоа што колку и да сакаме преку онлайн наставата да ја надоместиме класичната настава, односно редовниот образовен процес, сепак тоа во целост не е можно.
Значи, токму мислам дека матурантите се најпогодени. Иако според мои сознанија, конкретно од моето училиште каде што работам, наставниците ги подготвуваат матурантите за полагање на матурскиот испит преку онлайн, значи најчесто се користи оваа Zoom платформа. Меѓутоа, сепак во никој случај не може онлайн наставата да ја замени класичната настава и целосно да ги подготви за државната матура. Значи, иако имам сознание дека дел од матурантите веќе се подготвуваат за полагање на матурскиот испит, сепак еден дел се во исчекување, што ќе биде со оглед на тоа што се уште немаме, значи, конкретно известување во која насока ќе одлучи Министерството за образование и наука. Значи, психолошкиот притисок го трпат сите, и наставниците, и учениците, и таа неизвестност која што од ден на ден како изминува времето се повеќе изразена. И МОВ, Младинскиот образовен форум, излезе со еден став конкретно околу полагањето на матурите. Ставот беше пред околу половина месец, кога беше побарано Министерството за образование што поскоро да излезе со став што ќе се прави со матурите. Кои беа главните забелешки на Младинскиот образовен форум? Теодора? Малку парадоксално дека тој став излезе навистина одамна. Првото нешто што беше кажано во тој став беше фактот дека недостасува било каква информација за што ќе се случува со процесот на полагање на државна и училишна матура. Еве на 10 дена подоцна се уште изостанува било каков став од страна на Министерството или владата за дали средношколците ќе полагаат државни и училишни матури. И тоа е всушност првиот проблем во кој се соочуваме во ситуацијата. Фактот дека недостасуваат информации ги става средношколците во огромна неизвестност за како понатаму ќе продолжат со својата иднина. Впрочем, и ти веќе започна да разговараш на тоа дали некои средношколци се спремаат, како се спремаат, дали имаат пристап до материјали, дали имаат пристап до ресурси, можеби голем број од нив како и нашиот соговорник тука се уште сваќа ситуацијата сериозно, некоја сваќа несериозно, некој е лежерен и не се подготвува, што многу ќе влијае понатаму на процесот. И сега дополнително она што е значено е што вчера, ако не се лажам, на 24 вести излезе министерот за образование со изјава дека ќе побара од владата на седница да се укине матурата и да не се полага никаква матура и да не се полагаат други испити со кои би овозможиле на учениците да се запишуваат понатаму на факултет, односно приемни испити. Тоа за нас представува исклучително голем проблем, бидејќи ја запоставува улогата на матурата како таква. Сега свесни сме дека станува збор за криза и епидемија, но веруваме дека матурата е круцијален дел од образованието на средношколците. Најнапред на еден начин го затвара образовниот процес на еден средношколец, односно на еден ученик, а потоа му возможува на ученикот да го продолжи високото образование доколку така реши. Па сега тука се јавува прашањето што ќе се случува со учениците, како ќе го добиваат целокупниот училишен успех доколку не полагаат матура и после тоа како ќе влијае на факултетот. Се јавува прашањето што е со учениците кои сакаат да студираат во странство, веќе се примени на факултети, а тие факултети очекуваат некакви резултати од матура. Понатаму се јавува прашањето што е со оние ученици кои учеле на технички факултети, да речеме студирале, средни школи, студирале медицина, сакаат да се запишат на правен факултет, ги немаат оцените за правен факултет и тука веќе настапуваше матурата која му возможуваше на средношколците да изберат одреден број на предмети со кои би го докажале практично своето знаење во областа во која би сакале да го продолжат своето факултетско, односно универзитетско образование. Сега таа веќе можност би изостанала доколку се укине матурата. И на крај се јавува прашањето што ќе се случува со оние факултети каде ќе се пополнат квотите, нема да може да се рангираат учениците врз основа на целокупното образование, бидејќи ќе изостануваат резултатите од матурата. Па така мислам дека во оваа ситуација, доколку се укине матурата и не се изнајде алтернативно решение да се пролонгира процесот на полагање, дали тоа би бил во потоцнешниот период во август или во септември, ќе настане огромна штета на генерација на средношколци кои нема да имаат прилика на еден лесен начин да си го продолжат факултетското, односно универзитетското образование. Марија, ќе се вратам малку и кај вас. Вие веќе практично во вашето училиште почнавте и со полагањето на матурата, ако се земе во предвид она полагање на проектна задача.
Добивте такви насоги од Министерството за образование. Како течеше тој процес? Па точно така, веќе тој прв дел од полагањето на матурскиот испит се одржа онлайн, значи бранењето, полагањето на проектните задачи протекува онлайн преку Zoom платформата, значи се снима. Имавме одредени проблеми, мали потешкоти во поглед на организирањето на полагањето, особено за оние ученици кои се од социјално ранливи категории, меѓутоа тие проблеми беа надминати, значи се обезбедија технички услови за непречено полагање на матурата. Сега јас не би можела да генерализирам дали секаде така се одвиваше матурата без проблеми, значи полагањето на проектните задачи. Меѓутоа, од моето искуство како член на комисија за полагање на проектната задача и од контактите со колегите кои што ги имам, значи протече во најдобар ред. Меѓутоа, сепак, проектната задача е само еден дел од матурата и со сите слабости кои што можеме, свесни сме за таквиот начин на оценување на ученикот, значи сепак полагањето на интерните и екстерните испити на таков начин е практично тешко изводливо да се реализира. Иако во јавноста, значи, има спекулации околу тоа дали една од опциите е да се организира онлайн полагање на матурските испити, сепак мислам дека тоа ќе биде практично неизводливо и би се претворило во една импровизација. Значи, ниту институциите имаат технички, софтверски капацитети да организираат такво електронско полагање на матурата. Прашање е колку сите деца ќе можат да обезбедат технички можности за полагање онлайн, а настрана и прашањето колку значи таквите оценки добиени, пример би биле валидни, затоа што не би можеле во една таква ситуација да обезбедиме минимум објективност во спроведување на тестирањето. Така што мислам дека на добиените оценки на тој начин и тоа како би ја одредила судбината на матурантите, што мислам дека е безпредметно да размислуваме во тој поглед. Би ги ставили учениците на некој начин во една нефер позиција, веројатно, бидејќи и самите споменавте да, точно така. Значи, би било наистина несериозно доколку се спуштиме во една таква авантура. И само би го зголемиле стресот и наставниците и учениците, безпотребни тензии, притисоци, ефектите во овој момент никој нема да може да ни ги предвиди како би течело сето тоа. Значи, како би ги изделе предвид таквите оценки, ако пример можностите за преписување на такво тестирање се огромни, не можеме да минимум тестовна објективност да постигнеме. Така што навистина би довеле учениците во една неравноправна положба и таквото тестирање би било скроз невалидно. А и тоа како може, пример, таквите оценки да ни одредат судбината на учениците, било во позитивна, било во негативна. Доколку може да се вклучам, не би се согласила со професорката. Мислам дека полагање на матура онлайн целосно и застанува како опција, односно не верувам дека никаква организација не веруваме дека треба да се спроведе онлайн тестирање и полагање на матура, но бидејќи мерките веќе се најавува дека ќе се лабавуваат, ќе се креираат услови матурата да се полага во август, односно во оној период кога се полага редовно поправен испит за матура. Така што може да се поместат само роковите, а периодот кој престои во јуни и во јули може да се искористи за подготовка на учениците за да полагаат матура. Така што има услови кои се креирани и може да се воспостават услови. Дополнително може уште сега да почнат да се припремаат учениците преку подготовка на материјали, онлайн сесии од страна на наставниците, така што стварно веруваме дека постојат услови да се полага матура, се додека се полага во малце подоцен период. Така, меѓутоа, предпоставам, Теодора, дека сметате матура полагање сепак од училишта, а не од дома. Да, дефинитивно од училишта, не од дома. За да се разбереме, поубаво да не дојде до недоразбирање. Благоја, во Битола, например, средношколците веќе ги завршиле проектните задачи, тоа е оној првиот дел од матура, кога се брани одреден проект пред професор и пред комисија. Што се случува со твојата проектна задача? Мој пример ќе земе, конкретно јас немам досега одбранен, ја немам одбрането мојата проектна задача, за разлика од други ученици од другите училишта
пример што имам јас е видено и слушното, веќе имаат завршено некои ученици со бранењето на проектот уште пред 2 недели. Јас се уште немам добиено за жал информација кога можам да ја одбранам проектната, така да кај нас прашањето околу проектната задача кај нас се уште би рекол дека не е целосно решено, дека делумно е решено, бидејќи некои ја бранат, некои ја имаат избрането пред 2 недели, некои се уште нема информација, така да мислам дека и тука треба малку да се стави еден акцент, бидејќи еве сепак проектната задача представува првиот чекор при добивање оценка од матурен испит, така да кај нас се ова нецелосно решено прашање околу матурата, конкретно во мојот случај, еве јас немам одбрането, за разлика од некои ученици кои што веќе имаат одбрането уште пред 2 недели и кај да е, треба мислам да ги добијат и оценките. А барем знаеш што барем ја подготвуваш твојата проектна задача, знаеш Веќе мене ми е што да правиш, подготвено. имаш ментор? Има ментор, да, веќе изработено уште пред да заврши пандемијава, веќе се завршив, но информација околу конкретна кога и како и на која платформа немам добиена. И не само јас, туку и останатите други ученици, а за разлика од таа целина во која што се јас, во која што сум јас со нив, за разлика од други, пак веќе имаат одбрането, што малку е и тука делумно решено ова прашање, можеме да видиме. Ве збунува целата оваа ситуација вас математиката? Да. Околу проектните, да. Бидејќи не знаеме кога, еве пример за некои ученици им бараат пример да изработат презентација со аудио, некои им бараат ајде изработете ни презентација па пратете ни, некои знам имаат на Zoom, ја имаат веќе бранено, така да не знаеме ние како да реагираме, на што да се спремиме и кога да се спремиме. Така да, еве, дојде 28 април, тоа требаше од периодот од 15 до 25 веќе да бидат избранети, ако не беше пандемија, во пример, ако беше нормална ситуација, од 15 до 25 април требаше да биде со проектните завршено, но, еве, кај мене во мојот случај, за жал не е завршено и се чека информација од МОН. Одредени држави различно го решија овој проблем со матура. Дел од нив одлучија да овој материјал кој што би требало да се предава во време на пандемијата да не биде дел од матурскиот испит. Други одлучија да направат просек да земат од претходните години, да ја укинат матурата, меѓутоа преку одреден просек од претходни години да студентите подоцна се запишуваат на факултет. Повеќе држави си направија некои своји прилагодувања на тоа како да им помогнат на матурантите за да изберат факултет, а при тоа да не бидат оштетени оние кои што не сакаат да одат на факултет. Што се препораките на македонските психолози, Марија? Како да постапат институциите во овој момент за учениците да бидат најмалку оштетени и за да нивното знаење кое што го собрали изминатите 4 години практично најдобро се рефлектира во идните? Кој е вашиот предлог, можеби или порака, би рекла? Наистина во овој момент е тешко да се даваат предлози. Ова што би можела да кажеме кога се одлучуваат сепак надлежните органи за ова да внимаваат сето тоа да биде што побезболно за сите. Значи, без непотребен притисок кој што и онака се го чувствуваат матурантите. Значи, секоја држава различно постапува. Некои земји веќе се откажа од полагање на матурата, како што е Велика Британија, Франција, Италија и така натаму. Една од опциите е да се одложи сето ова, доколку веќе има најави за олабавување на мерките, значи една од опциите е токму тоа, да се одложи за евентуално август, од кога би се создале минимум услови, пример, да се организира полагање на матурата на оној класичен начин, како што досега тоа се правеше. Другата опција е да се да не се одржи во учебна година матурата, што и тоа, значи, Теодора ги спомна одредени аспекти да не се повторувам, значи би имало одредени негативни последици и така натаму, на кој начин понатаму ќе се изврши селекција на учениците за упис на факултетите.
Така што сепак во овој момент наистина сите опции се отворени и верувам дека и од Министерството ги разгледуваат и ќе донесат одлука која што ќе биде во најдобар интерес пред се на учениците, а и на сите нас. Додека сме кај вас, ќе ви поставам уште едно прашање. Оваа генерација на средношколци можеби ќе биде една од ретките матуранти кои што нема да ја прослават својата матурска вечер. Каков е фидбекот кој што го добивате од вашите ученици за овој дел? А токму така, да, за жал, значи покрај стресот кој што го преживуваат во однос на неизвестност по полагање на матурата и мината нивна како академски граѓани, сепак и откажувањето на матурските прослави во овој период е уште еден предизвик со кој се соочуваат. Верувам дека не им е лесно, затоа што сон на секој млад човек е всушност да го прослави своето полнолетство. Меѓутоа, за жал, оваа генерација матуранти е исправена пред еден поинаков испит на зрелост, пред каков што не била исправена ниту една друга генерација порано. Исто така не само матурантите, туку и нивните родители доживуваат тоа навистина емотивно, затоа што сон и на секој родител да го види своето дете како зачекорува во светот на возрастните и како го слави своето полнолетство и завршувањето на една етапа од животот и почетот на нова. Меѓутоа, за жал, животот некогаш знае да биде непредвидлив. Реалноста во овој момент е таква како што е и мора да ја прифатиме, да покажеме зрелост и трпеливост, ова што побрзо, поскоро да заврши и да се надеваме дека за брзо време се се врати во нормален тек на живот. Да не очајуваат матурантите, ќе има можност веројатно и тие на некој начин да ја прослават својата матура. Благоја, што се случува во вашата генерација? Наместо да се подготвувате за прослави и да учите за испити, вие сега седите дома и тоа е она со кое што ја покажувате својата одговорност, затоа што тоа е можеби единствениот начин за да се спречи ширењето на овој вирус. Како се чувствуваш ти во моментов? Планирате матурска прослава, можеби на отворено во иднина? Кои разговори се водат помеѓу матурантите? Да, нормално, тешко ни е во ваков период, но тоа е, немаме друга алтернатива, треба овој период да бидеме дисциплинирани, треба да седиме дома без никакви прослави. Ќе видиме како ќе покаже времето во иднина. Па сепак нормално, жал ни е не само на мене и на туку на целата моја генерација дека еден убав дел од нашиот средношколски живот, општо од нашиот живот ќе го завршиме вака седејќи дома и да одржувајќи дистанца во време на пандемија и во време на голем стрес. Дали се не верувам, не се прават некои жаргонски речено муавети за тоа дали би славеле матура, не. Моментално сите сме сега засегнати со прашањето за матура, додека одржуваме дистанција, дека ги пазиме мерките како сите граѓани со цел да се прилагодиме и добро да ја поминеме оваа цела ситуација. Ти не достигаат твоите соученици? Па да, малку по малку, но живееме во време на технологија, така да на секоја секунда сум во комуникација со било кога, така да може физички да, вака имаме Инстаграм, имаме Фејсбук, така да комуникацијата редовно се одржува. И уште едно прашање, кои се твоите планови за на факултет? Странство или Македонија? Па и двете врати ми се отворени, но и двете опции ги разгледувам, се уште немам финална одлука, дали странство, дали тука, нели со оглед и матурското прашање ќе видиме како ќе се развива ситуацијата, така да исто така и за прашањето за матура е важно и за двете врати. Дали за тука, ако останам пример во Скопје, дали како ќе со кои оценки ќе се запишувам на факултет, или пак во странство ако ми бараат нели од final exam што ги бараат институциите, кои оценки ќе им праќам, какви документи ќе им праќам, уште не се знаат, така да
одлуката мислам дека ќе треба уште малку да почека за добро да се анализира и да видиме што како. Теодора, Теодора, пред самиот крај, ги слушавме овие недоумици кои што постојат. Еден куп недоречености во однос на како што беше и со онлайн наставата, така и со полагањето на матури. Кој е советот на МОВ до институциите во однос на овој матурски? Ние би сакале да видиме спремно Министерство за образование во соработка нормално со другите образовни институции кои ќе биде подготвено на еден или на друг начин да го спроведе процесот на полагање на матура. Доколку тоа е навистина невозможно, би сакале да видиме алтернативни решенија понудени од страна на Министерството, како што впрочем и другите земји направиле, за како да се сумира образовниот процес на студентите на средношколците кои ќе им овозможи понатаму да може да го проложат своето универзитетско образование. Се надеваме дека како алтернативни опции, ако воопшто не постојат услови да се спроведе матура, ќе видиме или приемни испити на факултети, но и тоа само по себе си подлекува други прашања. Дали ќе постои некаков процес на подготовка на идните студенти за да ги полагаат овие приемни испити? Дали за тоа ќе бидат задолжени факултетите или за тоа ќе се направи посебно тело или за тоа ќе помагаат наставниците кои им предавале во средно образование? Или другото алтернативно решение каде што ќе се сумираат оцените кои досега ги имале средношколците за да се даде една финална оцена или финалното како и од некои други земји каде што ќе се полага матура, при тоа ќе се изостават оние предмети и содржини кои досега ги имале за време на наставата која се одржувала во домот. Но на крајот на денот реалноста е дека нас не треба решение и став од страна на Министерството и одлука уште денес. Овој процес веќе не може да се пролонгира, бидејќи треба да им биде јасно на средношколците што ќе се случува со нивната година. И тој став мора јасно и недвосмислено да им кажува дали ќе има матура и доколку нема матура, што ќе бидат следните чекори што средношколците ќе може да ги превземат за понатаму да се прилагодат доколку сакаат да го завршат своето средно образование и да го проложат високото образование. Сакам ако може уште се извинувам да се надоврзам на Теодора. Сепак мислам дека требаше институциите одма од кога почна кога почна ситуацијата уште кога прекинавме дента да одиме на школа, да седнат на маса и да го отвореа прашањето околу матурата и околу како ќе се одвива наставата. Мислам дека прашањето за матурата требаше порано да се детално да почне да се анализира со цел веќе ние веќе еве сега при крај на април да веќе знаеме и да имаме дознаење како ќе се одвива ситуацијата, дали ќе полагаме матура или не. Бидејќи мислам дека треба еве уште од денеска на седница да се дојде до одговоров на ова прашање, така да Во очекување на конкретни насоки од страна на институциите, се и новинарите и Радио МОВ, ние понатаму ќе ги следиме сите процеси кои што се случуваат и во однос на онлайн наставата и во однос на полагањето на матурите. Благодарам на сите што одвоивте дел од вашето време и бевте говорници во оваа епизода од емисијата на час и се надевам на едно солидно решение од страна на институциите во однос на полагањето на матури. Благодарам и на вас што наследавте. благодариме на поканата. И што сте наши верни следачи на оваа емисија. Убав ден и да би сакала на крајот, значи да апелирам да имаме трпение. Знаеме дека притисокот од ден на ден се зголемува, навистина учениците се во неизвестност, да имаме трпение, да им дадеме на институциите време да час поскоро одлучат и се надеваме дека ќе бидат земени предвид сите размислувања и на средношколците, на младите, значи ќе донесат одлука која што ќе биде во насока на општо добро на сите. Се надеваме сите во тоа. Ви благодарам уште еднаш. Имајте убав ден.